Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Од полноќ стартува изборната кампања. ВМРО ДПМН со прв митинг во Скопје, СДСМ во Крушево. Отворен повик за фер и демократски процес. ВМРО ДПМН води подобра економска политика од СДСМ, оцениле граѓаните. Најголем дел од испитаниците во анкетата на МКДМК велат дека и власта и опозицијата немаат доволен економски капацитет. Времено затворена сендвичарница во Штип, откако 5 средношколци завршиле на инфективно со симптоми за труење со храна. Сите јаделе сендвич со пилешки стек. По 13 години градба осветена црквата Свети Константин и Елена. Во центарот на градот да имаме ваков храм е велелепно нешто. Добро нешто што може да постои на наша славна Македонија. Вандализиран муралот на мајка Тереза на школка во градскиот парк. Русија со масовен напад на Украина, лансирани 600 дронови и 40 ракети. Полска затвори дел од воздушниот простор и крена борбени авиони. Ево овие вести во живо ги пренесуваме последните пораки и очекувањата пред официјалниот старт на изборната кампања. Останете со нас. Вечерва на полноќ официјално стартува изборната кампања. Партиските штабови веќе ги подготвија листите и плановите за настап пред граѓаните во следните 3 недели. Деталите за она што не очекува ги има колешката Ивана Соколович Најдова. Ја имаме во живо во вестите. Ивана, вечерва на полноќ официјално стартува кампањата. Што да очекуваат граѓаните во следните 3 недели? Така, Иван, од вечерва на полноќ па во следните 20 дена се до 17 октомври политичките партии, оние групи на граѓани кои што влегуваат во изборната трка ги стартуваат и првите активности во обид да добијат што повеќе гласови и со тоа да се обезбедат место во локалната власт. Според оние информации кои што досега ги споделија политичките партии, јасно е дека владеачката ВМРО ДПМН стартува од Скопје со митинг пред граѓаните. СДСМ најавија на првиот ден од кампањата митинг во Крушево. Од оно што е познато и во албанскиот блок е тоа дека вреди во вторник стартува со изборната кампања со митинг во Скопје. За сега, иако побаравме информации, нема распоред на она како ќе делува Демократската унија за интеграција и нивната коалиција. Ги очекуваме и останатите партии, групи на избирачи како ќе имаат средби и изборни митинзи. Во пресред на оној старт на изборната кампања, како што кажавме, кој што стартува вечерва на полноќ, имавме порака и од првиот човек на Државната изборна комисија Борис Кундарко, кој во интервју за МИА порача дека комисијата е подготвена за целиот изборен тек, но испрати порака дека е неопходно и во интерес на сите, како и на државата и сите учесници во изборите, да имаме добра атмосфера и добар изборен тек. Со таков повик да се обезбеди демократски услови и атмосфера за успешен изборен процес стигна и од првиот човек на Македонското собрание Гаши. Да ги слушнеме сите детали околу стартот на изборната кампања, кои се пораките од ДИК и од собранието и каква е бројката на избирачкото ливче, кое што годинава број или овој изборен процес имаме најголем број на учесници во целата изборна трка. Деталите во продолжение. 309 кандидати за градоначалници и 576 листи за советници од вечерва на полноќ ќе стартуваат кампањата за 8-те поред локални избори во Македонија, кои ќе се одржат на 19 октомври. Со програми и проекти за граѓаните преку политичките партии или како група избирачи преку митинзи и средби со избирачите, во следните 20 дена ќе се обидат да добијат поголема доверба, која ќе им обезбеди позиција во локалната власт. ВМРО ДПМН изборната кампања ја стартуваат со митинг од Скопје. СДСМ на првиот ден од кампањата почнуваат во Крушево. Вреди со митинзи ќе стартува во Скопје, но во вторник, а од ДУИ се уште не откриваат. Ова ќе бидат избори со најголем број на учесници кои влегуваат во изборната трка, по можноста со 2 потписа секој да може да се кандидира. Најголем број на кандидати за градоначалник има за градот Скопје, односно 16. Скопјани ќе добијат 4 избирачки ливчиња со оглед дека избираат и градоначалник и совет на општината каде се запишани.
Во останатите 80 општини гласачите ќе добијат по 2 ливчиња. Во пресрет на кампањата, првиот човек на Државната изборна комисија во интервју за МИА порачува дека комисијата е подготвена за изборниот процес, а во интерес на сите е изборите да поминат во најдобра демократска атмосфера. Во интерес на сите е изборите да поминат во најдобра демократска, коректна атмосфера, пред се во делот на изборната кампања. Иако Државната изборна комисија не е надлежна да се меша во делот и да ја следи изборната кампања, ние сме надлежни само за текот на гласањето во самите избирачки места на денот на гласањето, сепак во интерес на сите, и на Државната изборна комисија, и на учесниците, и на граѓаните, и на државата која ги организира овие избори, е да изборната кампања помине во најдобар ред, односно во коректна атмосфера. И председателот на Собранието Африм Гаши упати јасен повик до сите учесници во изборната кампања да се води во духот на демократските принципи. Свесен за обединувачката должност што ја имам, чувствувам обврска да упатам јасен повик до сите политички субјекти, кандидати и организацијски структури, институциите и медиумите, активистите и граѓаните да покажат висок степен на политичка и граѓанска култура, да се воздржат од секоја форма на притисок, користење на говор на омраза, поларизирачка пропаганда и злоупотреба на јавните ресурси. Собранието веќе се изјасни за сплотеност преку заедничката декларација за фер и демократски избори. Право на глас на локалните избори имаат 1.832.415 гласачи. Во 132 избирачки места во кои се потпишани помалку од 10 избирачи, гласањето ќе биде спроведено на најблиското избирачко место. Изборната кампања ќе трае до 17 октомври на полноќ. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Позитивна кампања најавија и од ДУИ и од Вреди очекуваат демократски процес. Демократската унија за интеграција секогаш се залагало и се залага за една позитивна кампања каде што ќе имаме соочување на идеите, визиите, програмите, проектите, така што во овој правец ние апелираме и до сите други политички партии да бидат фокусирани на една позитивна кампања и на соочување на аргументите. Очекуваме да имаме коректна кампања, Вреден се залага за коректен политички дискурс, како што веќе јавноста знае. Ние цело време зборуваме за тоа што сме го сработили во овој период од 15 месеци во владата. Второто продолжение од анкетата на МКДМК објавено денеска открива дека според оценката на граѓаните ВМРО-ДПМН води подобра економска политика од СДСМ. Најголем дел од испитаниците сепак велат дека и власта и опозицијата немаат доволен економски капацитет. Во продолжение ги гледаме прашањата од денеска објавеното истражување. Првото прашање гласи: како би ја оцениле финансиската состојба на вашето домаќинство? Ги гледате одговорите, 42% велат ниту добра, ниту лоша, 28,8% рекле претежно добра, 17,6% претежно лоша, 5,9% многу лоша и само 5% дале одговор многу добра финансиска состојба на домаќинството. Следното прашање се однесува на очекувањата, односно каква очекувате да биде состојбата во земјата во наредните 12 месеци? 39,5% дале одговор иста, 31% се оптимисти, очекуваат подобра состојба во земјата во наредните 12 месеци, додека 24,7% очекуваат полоша состојба во следните 12 месеци, односно во идната година. Третото прашање од анкетата на МКДМК гласи вака: според вас која од следните две партии има капацитет да води подобра економска политика? 33,5% рекле дека подобра економска политика е подготвена да има капацитет да води ВМРО-ДПМН, додека 9,1% дале ваков одговор за СДСМ. Иако мора да се напомене дека во ова прашање најголем дел од испитаниците или 36,2% велат дека ниту една од овие партии
нема капацитет да води добра економска политика. Наредното прашање во истражувањето објавено од МКДМК гласи дали ја поддржувате одлуката за доделување концесија за работа на нов мобилен оператор во земјата и најголем дел од испитаниците, речиси 2/3, 63,3% дале позитивен одговор на ова прашање. Следното прашање се однесува во однос на аферата за прислушување на премиерот и други политичари, новинари и бизнисмени, која беше објавена во последниот период. 55,2% рекле дека ја имаат информации за ова афера, додека според оние кои што рекле дека имаат информации за оваа афера, одговорни за истата се опозицијата и СДСМ и ДУИ, односно 41,6% кои што дале ваков одговор на ова прашање. Како што информираат од МКДМК, анкетата била спроведена од 9 до 21 септември со ЦАТИ метода, односно телефонско анкетирање со помош на компјутер, на примерок од 1200 испитаници. Времено затворена сендвичарница во Штип, откако 5 средношколци завршиле на инфективно со симптоми за труење со храна. Сите јаделе сендвич со пилешки стек. По 13 години градба осветена црквата Свети Константин и Елена. Во центарот на градот да имаме ваков храм е велелепно нешто. Многу добро нешто што може да постои на наша златна Македонија. Агенцијата за храна и ветеринарство времено затвори сендвичарница во Штип, откако 5 средношколци се пожалиле на симптоми на труење со храна. Сите рекле дека јаделе сендвич со пилешки стек од сендвичарницата која била во близина на училиштето. Земени се примероци за анализа, а по добивање на резултатите ќе се знае текот на постапката. 5 ученици од Штипското средно стручно училиште Колен Ехтенин завршиле на инфективно одделение, откако јаделе сендвичи со пилешки стек од сендвичара киоск во близина на училиштето и се здобиле со симптоми на труење. Мајка на ученик која сакаше да остане анонимна, раскажува дека незиното дете ги добило првите симптоми само неколку часа по консумацијата на храната и се сомнева во квалитетот на месото или компирите кои ги јаделе. Детето јаде стек со компири од сендвичарницата, веројатно и така и другите деца се заразиле и имат тровање. Веќе неколку дена се тука, од четврток и петок се тука децата. Кога дојде дома беше многу поспано и имаше температура. После имаше гадење, проливи и продолжи тоа во петокот цело време. И кога постана почесто дојдеме тука со упат за да им дадат инфузија. Веројатно е тровање затоа што има и многу други другарчиња и од контамирана храна доставена у сендвичарницата. Таа упати апел до надлежните да вршат чести контроли на местата каде се чува храната и на самите угостителски објекти каде се послужува. Храната што е оставена по магазините да се контролира и да се продава хигиенски исправна храна и на сендвичарниците и на рестораните кај што се служат децата со храна. Агенцијата за храна и ветеринарство преку соопштение информира дека по добиена пријава од Центарот за јавно здравје дека 5 деца се здобиле со симптоми на труење, извршили инспекцијски надзор во сендвичарата. Земени се примероци од инкримираната храна за лабораториско испитување и брисеви од работните површини. По наредба на инспекцијските служби на АХВ, сендвичарата е времено затворена се до добивање на резултатите од лабораториските испитувања со кои ќе се потврди нејзината безбедност. За Сител, Трајан Ристовски. Од 20-тината пациенти кои при скринингот во Трубарево беа повикани на дополнителни прегледи на клиниката за пулмологија, само половина од нив се појавиле на преглед. Од болницата велат дека досега никој не бил задржан на болничко лекување. Досега ниту еден пациент од Трубарево кој по скринингот бил упатен на дополнителни испитувања на пулмологија не е задржан на болничко лекување. Од над 200 прегледани во 2 дена, 10% беа упатени на дополнителни испитувања, а до денеска на клиниката се јавиле само половина од нив. На пулмологија беа упатени пациенти со недоиследена хронична респираторна болест или пациенти кои веќе имаат хронично респираторно заболување, но слабо контролирано за кое има потреба од ревизија на терапијата од страна на специјалист. Од 20 пациенти дојдени се 9, на кои им се направени сите испитувања по протокол. Останатите ги очекуваме да се јават од понеделник во нашата клиника, изјави за Сител доктор Оливер Зафировски, директор на пулмологија. За време на дводневниот скрининг во Трубарево, според пулмолозите, граѓаните се жалеле на печење во грло, нос и очи,
а имало и такви со стегање во градите од тежното дишење. Тоа се пациенти кои што претходно имаат хронична респираторна болест, како астма или хроничната обструктивна белодробна болест. Дел од нив се пушачи и не ги земале редовно претходно припишаните лекови, така да нив ги упативме итно на клиниката за пулмологија да се јават и да се направат тие понатамошни диагностички процедури. На бројните граѓани кои во средата и четвртокот чекаа за прегледи во Трубарево, им мереа сатурација, пулс и витални капацитети. Скринингот го правеа тимови од пулмологија, а беше спроведен 10 дена по големиот пожар во складиште за електронски отпад, чиј густ чад предизвика здравствени тегоби кај населението. Сања Димитровска, Сител телевизија. Вандализиран муралот на мајка Тереза на школка во градскиот парк. Русија со масовен напад на Украина, лансирани 600 дронови и 40 ракети. Полска затвори дел од воздушниот простор и крена борбени авиони. Првично планирана на плоштадот Македонија како дел од проектот Скопје 2014, црквата посветена на светите цар Константин и царица Елена денеска беше осветена. Верниците велат дека не достигал ваков храм во центарот на Скопје, кој се наоѓа на улицата Македонија. Чинот на осветување го изврши архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Тој во неговиот говор порача дека најубав е храмот кој е полн со верници. На сите Господа. Почнат со изградба пред повеќе од една деценија, денеска осветен храмот во Скопје посветен на светите цар Константин и царица Елена. Со звонење на камбаната во 8 часот и 30 минути пред бројни верници започна церемонијата. Осветувањето го вршеше архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан во сослужение со бројни архиереи од МПЦ. Ние денес не можеме да речеме дека сме ги надминале ниту царот Јустинијан, ниту царот Соломон, но можеме да извикаме дека со изградбата на овој храм се надминавме себе си. И навистина, ово ново светилиште, овој нов скопски, се македонски, се православен храм убавец, е радост за сите сетила и со него еве добиваме уште едно место во кое земјата се сретнува со небото и во кое временото постанува вечност. На осветувањето утринава беа присутни голем број верници внатрено и пред црквата. Тие велат дека за нив ова значи свечен чин и нешто кое недостасувало во центарот на градот. Па за мене ова е еден многу убав настан, требаше да има црква во центарот на градот, бидејќи плоштадот нели ни го затворија со други споменици. Една убава работа, една голема работа за православниот народ. Убав православен, мислам, ден за сите православни. Многу добро нешто што може да постои на наша славна Македонија. Толку мило, повеќе не нагава Господ здраве, среќа на сите и на нас. И на млади и на стари само здраве и мир. Многу значаен чин. Во центарот на градот да имаме ваков храм е велелепно нешто. Јас се викам Елена и посебно чест ми е што сум тук. На осветувањето беа присутни премиерот, министри од владата, лидерот на СДСМ и представници на дипломатскиот кор. Изградбата на храмот почна во 2012 година и траеше 13 години. Работите беа интензивирани лани со што се комплетираа внатрешното уредување на дворешноста и околниот простор. Храмот низ годините постепено добиваше свој облик. Првично беше дел од проектот Скопје 2014, чија изградба се планираше да биде на плоштад Македонија, но сепак денеска локацијата на православниот храм е на улица Македонија. Габриела Лескова, Сител телевизија. Граѓаните кои денот го поминаа во градскиот парк во Скопје беа згрозени од начинот на кој е вандализиран муралот со ликот на мајка Тереза на школка. Неверојатно во текот на ноќта непознати лица исцртале марама преку устата и ликот на светата мајка Тереза. Сработи за марама со детали од уличната урбана култура. Дури и потегот да има за цел да испрати некаква порака во општеството, граѓаните со кои разговаравме велат дека потегот е навредлив и повикаа надлежните веднаш да реагираат. Муралот со ликот на мајка Тереза и камениот мост Донја беше насликан во август 2023 година. Од тогаш до денеска на школка се одржале голем број на културни, хуманитарни и промотивни настави.
Најпрво да ви кажам, јас сега го видов ова и не можев да поверувам дека вакво нешто е направено. Ова е навистина се намалува влијан, ова е незиното дело и лик. Ова подитно треба да се преземат некои мерки од страна на надлежните. Ова, навистина, човек кога ќе погледне, па не може да ја препознае просто мајка Тереза. Безобразлук чист. Друг коментар немам што да кажам, освен безобразлук. До толку дојде кога веќе на јавни места вака се прави, не знам до каде ќе тераме. Македонија е домаќин на дигиталниот самит. Какви промени ќе донесе? Колку е ефикасен дигиталниот паричник за сајбербезбедноста и хибридните напади? Од кога зборувањето во роаминг ќе биде поцени како дома? Тема на денот со министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Обединетата македонска дијаспора со гала настан во Детройт одбележа 20 години постоење. Гостин на настанот беше и претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Татковината е ваша исто колку што е наша. Да се занемари македонската дијаспора значи да се игнорира повеќе од половина од македонскиот народ, порача претседателката на свечената вечера која по повод 20 годишнината ја организираше Обединетата македонска дијаспора. Свесна сум дека во минатото се носеле одлуки кои што се одразувале и на македонската дијаспора без таа да биде консултирана. Се правеле компромиси на сметка на символите и атрибутите на македонската држава и на македонскиот идентитет. Ова е особено тешко, имајќи предвид дека иселеничка Македонија е побројна од домицилна Македонија. ОМД во овие 20 години отвори многу врати за Македонија, констатираше претседателот на оваа организација. Over the years, the UMD has built those same relationships with members of parliament, diplomats, congressmen, and senators. Those relationships open doors for Macedonia. And the UMD has given us all the platform and an easier way to be involved to make that same difference. Our homeland, our story, the story of Macedonians isn't about people who quit when things got tough. It's about people who kept going, who tried harder, who love Macedonia. На свеченоста беа доделени серија награди, меѓу кои онаа за ќерка на Македонија, која доби Меријан Илич, една од 5 најбогати жени во светот. Таа со своето семејство поседува 2 професионални клубови во Американската хокејарска и бейсбол лига, а незиното богатство се проценува на $7 милиарди. Сакаш по нашата зборба? Океј, мајка ми е од Битола, Буф, и татко ми е од Битола. Пред дијаспората претседателката вети засилен ангажман за одржување на цврсти врски и соработка. My commitment to the diaspora goes beyond election rhetoric. Our government is preparing a 5-year national diaspora strategy with my cabinet actively participating through the representatives. This strategy should enable the diaspora to be much more actively involved in public debate and in strengthening the state. Additionally, as I promised in my election program, I plan to establish a council for the diaspora within the cabinet of the president. Средбите со дијаспората овде во Детройт се последни на агендата на македонската делегација која веќе во понеделник се враќа во Скопје. Од Детройт за Сител, Филип Поповски и Александар Спасовски. Помагаат за евакуација, но во Министерството за надворешни работи не водат евиденција колку македонски државјани се бореле на бојштата во странство. Според официјалните сведоштва на оние за кои се воделе судски постапки, главен мотив е брзата заработувачка. Најчесто се пријавувале преку социјалните мрежи. Учество во странска војска од 2014 година е кривично дело за кое казната затвор е најмалку 4 години.
Речи си 3,5 години трае војната меѓу Русија и Украина, а на фронтовите веќе одамна не се борат само руси и украинци. Илјадници странски војници одлучија да влезат во крвавата присметка, секој со своја причина. Некој од идеологија, други од солидарност, а трети едноставно за пари. Но колку македонски државјани навистина се бореле или се уште се борат таму? Нашата држава нема информации. Министерството за надворешни работи не располага со податоци за тоа колку македонски државјани учествуваат во вооружениот конфликт меѓу Украина и Русија. Изминатиот период по барање на семејството, Министерството посредуваше за враќање на еден македонски државјанин од територија на Руската Федерација, соопшти од ресорното министерство. Но дека има македонци кои што се борат во оваа војна, докажува и судската присуда за Љупчо Бојчевски, кој што осуден на 4 години затвор бидејќи се борел на руската страна. Тој е единствениот македонец досега кој што осуден за учество во оваа војна, присуда донесена на 13 мај, а казната затвор веќе ја издржува во Идрисово. На пресудата кажа дека се кае за стореното, се пријавил преку Телеграм, а според неговата адвокатка на фронтот отишол поради екзистенцијални причини, бидејќи се грижил за неговата болна мајка, а договорот ако се бори за Русија ветувал 3000 евра месечно. Русија нуди поволни услови за странци да се борат на нејзина страна, па дури и државјанство, велат експертите, па затоа граѓани од други земји одлучуваат да влезат во крвавиот конфликт. Има лица кои што ги прифаќаат, било да е тоа на аеродром, било да е тоа на железничка станица, кои што од тука ги носат во Министерството за одбрана, па таму се вршат прегледи и така натака. И тие се одат па на обука и се рекрутираат во редовните воени сили, да поголемиот дел од ними дури добиваат одредено, односно неодредено, добиваат и државјанство, добиваат имоти таму. Иако договорот на Бојчевски му гарантирала 1 година служба, неговата авантура завршила по само 3 месеци. Здравствените проблеми го принудиле да се врати сам. Но со него се вратил уште еден македонец со кој заедно се бореле на фронтот. За него нема информации зошто отишол да се бори за Русија, бидејќи по некое време полицијата го пронашла мртов во стан во Скопје. Полицијата поднесе кривична пријава и за уште едно лице регрутирано преку Телеграм што заминало во Москва да биде распореден на фронтот, но тој по 6 дена се вратил во Македонија и беше уапсен. Додека има никакви оскудни информации за тројцата македонци што се бореле за руската страна, за Украина нема ниту еден официјален податок. Единствените се од Руското министерство за одбрана од лани, според кој 90 македонци се бореле на украинската страна, од кои 30 загинале. Овие бројки отвораа дилемата. Што ги тера македонските државјани да заминат во еден ваков крвав конфликт кој не е нивен? Дали присудна е пропагандата од двете страни? Дали некој одат од идеолошки убедувања или парите се мотивот? Едноставно, пред се и над се различни. Прво, она што вие го споменавте може да биде и од екзистенцијални причини, поточно од различни финансиски побуди, меѓутоа имаме и алтруистички, имаме и некакви си посебни причини кои што заменуваат, меѓутоа не верувам дека сето тоа би било во функција на она што и вие го споменавте, патриотски или да кажам не патриотски, него блиски како народ, блиски со тој народ за да се помагаат. Тоа мислам дека замина со социјализмот, сега дефинитивно од одредени интереси. Според податоците кои ги добивме од Министерството за внатрешни работи, во Македонија од 2012 година има околу 150 повратници од воени жаришта, кои претежно се од Сирија и Ирак. Регистрирани се и 3 борци како повратници од воениот конфликт меѓу Украина и Русија. Учество во странска војска е кривично дело од 2014 година, за кое казната затвор е најмалку 4 години. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Русија го изврши еден од најмасовните напади на Украина во